Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски. Господине Чичаковски, дали бројката од 1.800.000 гласачи во држава во која живеат 2 милиони жители според вас е реална? Државната изборна комисија со консензус донесе одлука за заклучување на избирачкиот список и сметам дека истиот представува добра основа за спроведување на кредибилни и фер избори. Добар индикатор за ова е фактот што огромен број на граѓани за време на јавниот увид извршија проверка на нивните податоци преку веб апликацијата која им беше достапна, како и преку подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. И од нивна страна беа доставени многу мал број на барања за запишување, промена или бришање на податоците во избирачкиот список. Исто така беше извршена контрола на состојбата во избирачкиот список од страна на политичките партии и индикативно е што добивме само 30 на барања за запишување, промени или бришање на податоците во избирачкиот список. Самото тоа покажува дека сите актери вклучени во изборниот процес сметаат дека истиот представува добра основа за спроведување фер и кредибилни избори. Инаку, генерално, сакам да истакнам дека степенот на точност на податоците во избирачкиот список зависи од степенот на точност на податоците кои ги добиваме од релевантните институции. Најголем дел од забелешките кои ги има одредени политички партии и граѓаните во однос на избирачкиот список кој беше подготвен за спроведување на предвремените парламентарни избори се однесуваа во однос на точноста на податоците кои ги добивавме од релевантните институции. Во овој период Државната изборна комисија е во интензивна соработка со сите релевантни институции. Во рамки на некои од нив беа спроведени соодветни управни постапки за да се адресираат дел од забелешките кои беа нотирани и од страна на Државната изборна комисија во извештајот кој го дадовме врз основа на спроведените вкрстени проверки, теренски и административни проверки. Но експертите ве прозбаа дека не сте реагирале навремено да излезете со став дека сте го потпишале овој список и дека верувате дека сте го прочистиле. Државната изборна комисија одлуката за заклучување на избирачкиот список ја донесе на јавна седница на која беа повикани сите медиуми, релевантните институции, акредитираните наблюдувачи и истата е објавена на веб страната на Државната изборна комисија, односно достапна е за сите граѓани. Има одредени забелешки, ги гледаме и ние од страна одредени експерти, меѓутоа јас лично сметам дека постојната состојба на избирачкиот список ја рефлектира правната рамка и степенот на точност на податоците кои ги добивме од релевантните институции. Значи, примената е методологија која се користи години наназад. За да се смени системот, методологијата на водење на избирачкиот список, треба во една поширока дебата, преку вклученост на сите институции, да се дебатира, да се дискутира во однос на потребата за да се смени начинот на кој се води избирачкиот список. Во моментот, овој избирачки список е согласно постојната правна рамка и согласно постојната методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список. Дали на 15 октомври нема да се соочиме повторно со појава на фантомски гласачи? Истакнав одредените забелешки кои беа истакнувани и од граѓаните и од политичките партии во меѓувреме беа адресирани преку соодветни управни постапки кои се водеа во соодветните институции. Дали оваа бројка е во согласност со забелешките на ОПСЕ, а тоа е дека во списокот се содржани и оние гласачи со истечени документи, а кои според Уставот имаат право на глас? Во конечниот извештај на ОПСЕ ОДИР, една од генералните забелешки е потребата за целосна ревизија на изборниот законник. Меѓу другото и на начинот на водење и ажурирање на избирачкиот список, поконкретно
една од препораките е и да се преиспита начинот на добивање податоци на граѓаните на кои им истекува важењето на личните карти и пасоши, а истите немаат извадено или ги вадат по завршување на јавниот увид и немаат доволно време за да бидат запишани во избирачкиот список. Постојната правна рамка е рестриктивна. Сметам дека во нареден период може преку поширока дебата со сите засегнати страни да се преиспита оваа правно решение. Дали е слабост и тоа што не е направен попис или проблемот со утврдувањето на фактичкиот број на гласачи може да се утврди со ревизија на списокот и употреба на правилна методологија на прочистување? Пописот воопшто не рефлектира на методологијата за водење, на постојната методологија за водење на избирачкиот список. Ова од причина што податоците кои ги добиваме врз основа на кои се гради избирачкиот список се добиваат од регистарот на државјани на Република Македонија и од евиденциите на заважачки лични карти и пасоши. Пописот е посебен процес и истиот не рефлектира на овие податоци. Од досегашното искуство, опозицијската ВМРО-ДПМН обвинува дека дел од комисијата работи во интерес на партијата на власт, наведувајќи дека имало председатели на општински изборни комисии кои се појавувале во првите редови на митинзите на СДСМ. Како го коментирате тоа? Изборот и именувањето на изборната администрација, без разлика дали станува збор за членови заменици во избирачките одбори или во општинските изборни комисии, се вршат врз основа на утврдена методологија и врз основа на податоци кои ги добиваме од надлежното министерство, Министерството за информатичко општество и администрација. Државната изборна комисија и за овие избори ја имплементира оваа методологија и изврши избор на членовите на избирачките одбори, затоа што во меѓувреме им истече мандатот, меѓутоа и вршеше на дополнување на членови на општински изборни комисии на кои по различна основа им престана мандатот. И можам да истакнам дека целосно беа испочитувани законските одредби во однос на овој дел. Доколку има одредени забелешки во однос на пристрасноста, односно непристрасноста на постапувањето, истите треба соодветно да бидат документирани и доставени до Државната изборна комисија, за да може соодветно да постапиме. И во минатото Државната изборна комисија имаше вакви забелешки, стигаа приговори до Државната изборна комисија и соодветно беа адресирани. Но колку е дозволено председатели на општински изборни комисии да вршат теренски партиски активности и како да се надмине оваа практика која за опозицијата не одава впечаток на професионалност и независност? Јас ја објаснив постапката за селекција и избор на изборната администрација и истакнав дека сите забележани случаеви треба соодветно да бидат документирани и доставени до Државната изборна комисија за ние да може да постапиме во најкраток можен рок. До моментот, до Државната изборна комисија нема пристигнато приговори и забелешки од ваков тип. Дали е регуларно во ист ден да се одржуваат референдуми и локални избори и дали на некој начин се врши притисок врз Државната изборна комисија од СДСМ, како што обвинува ВМРО-ДПМН за да се оневозможи одржувањето на референдумите? Во однос на прашањето за спроведување на референдуми на локално ниво на исти датум со спроведувањето на локалните избори, сакам да истакам дека прашањето има два аспекти. Првото прашање е во однос на законитоста на овие одлуки и по однос на ова беше дебатирано пошироко во јавноста. И за истото сметам дека Државната изборна комисија нема никаква надлежност. Министерството за локална самоуправа и Државниот инспекторат за локална самоуправа се надлежните органи кои дадоа или може понатаму да даваат мислење по однос на ова прашање. Второто прашање е во однос на техничкото спроведување на референдуми на локално ниво заедно со локални избори или друг вид на избори. И во однос на ова прашање, сакам да истакнам дека Државната изборна комисија на неколку работни состаноци го разгледуваше ова прашање и утврдивме дека имаме одредени предизвици како да ги спроведеме овие два процеси заедно и мислам и утврдивме заеднички дека Државната изборна комисија
и особено општинските изборни комисии кои се единствено надлежни за спроведување на референдумите на локално ниво, имаат капацитети, има и можности да се надминат неконзистентностите кои се наоѓаат помеѓу изборниот законник и законот за спроведување на референдуми на локално ниво. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.